Преостанатиот дел ќе го посветиме на темата што ја најавив. Иако малко како продолжение, мејатиот пат зборував нешто малку, повеќе како подсетување за еврејскиот празник Пурим, за Естира. И, бидејќи Пурим значи ждребување или ждрепки на еврејски, го поставив прашањето, бидејќи за денес тоа ќе зборувам за ждрепката во Библијата и какво е незиното значење. Има повеќе места каде што се зборува за ждрепка во Светото писмо и во Стариот и во Новиот Завет. Неки има време да ги, дори да има в цел саат на располагање, неки има време сите тие да ги поминуваме специјално и да ги проучуваме. Ниту пак тоа е намерата. Меѓутоа поставив ето прашање и сега може да го одговориме. Каде е првото место во Библијата каде што се споменува ждрепка? Знаете? Прочитај. Ке кажа другите дали е прво. Благодарам. Сега, дали убаво го свати стихот, што самиот го прочита? Значи, што било тука со ждрепка одлучено? Што значи тоа? Буквално. Се подели земјата помеѓу 12 племења израелски, кои што ја населија, нели, хананската земја. Како што Господ одредил преку Мојсеја. Сега, според тоа, како што Господ одредил преку Мојсеја, дали ова првиот случај на ждрепка, да се споменува ждрепка во Библијата? Значи не, значи во времето на Мојсеј имаме претходен случај. Ајде да видиме каде Господ го одредил тоа преку Мојсеја. Така, да се подели земјата меѓу 12 племења израелски. Каде во Мојсеевите книги било така одредено од Господа. Ако Константинов знам дека нема конкорданс, ако имате Библија со конкорданс, може да ве насочи на одговорот. Добро, ајде да не ве мачам. Ќе отвориме во Броеви, или 4 книга Мојсеева, 26 глава, 55 стих. Броеви, 26 глава, 55 стих, може би ќе прочитаме некој стих повеќе околу него. 4 книга Мојсеева или Броеви, 26 глава. Еве ќе почнам од 52 стих да читам, бидејќи така започнува одсекот во ревидираниот превод. Упатства за поделба на земјата, носи наслов тој одсек. 52 стих. И му рече Господ на Мојсеј, велејки: ним да им се подели земјата во наследство според бројот на имињата, а предходно целата глава до тука ги споменува имињата на сите потомци од 12 племења. На помногу бројните да им поголем дел, земја се мисли, на помалу бројните да им помал дел. Секому треба да му се даде дел сразмерно со бројот на влезените во пребројувањето. Значи, бил направен попис на целиот израелски народ уште во пустината. За да се подели земјата. 55 стих.
земјата да се подели како? Со ждребка. Интерес. Ова е првиот? Не. Добро. Да, ќе отидев таму. Земјата да се подели со ждребка. Тие треба да добијат наследство според имињата на нивните родови. Со ждребка да им се поделат нивните делови, како на многобраните, така и на малобраните. Значи, на ова мисли текстот во Исус Нави, што Трајче го читаше. Инако првиот случај, јас така си знаев, уште кога го поставив прашањето, најси реков денес пред богослужение да не случајно сгрешам, да имало некој поранешен, но немало. Според компјутерот немало. Првиот случај да се споменува ждребка во Библијата е во Левитската книга. 3-та книга Мојсејева. Значи, јас не најдов порано. Ако некој најде, ќе добие голема награда. Левит, 16 глава, која што зборува за што? Целата таа глава. 3-та книга Мојсејева, 16 глава. Тоа е средината, не само на таа книга, средината на целиот закон, на сите Мојсееви, целото петокнижие. Зборува за денот на помирувањето, или денот на очистувањето, или Јом Кипур. Службата на првосвещеникот во светилиштето, во светињата на светињите. И што тука се одредува со ждребка? Така, на самиот почеток, читаме дека, пример во 3 стих читаме, пред да започна службата, Арон и сите првосвещеници после него требало да принесе прво за себе и за својот дом теле, како жртва за грев, и со овен, и теле и овен, како овенот за сепаленица. Сега, 5 стих, и од заедницата на синовите израелски, да земе Арон 2 јарца или козела, зависи каков превод имате, како жртва за грев. И еден овен, пак овен за сепаленица. И сега понатаму зборува, пото Арон да приведе теле како жртва за грев за себе, и така ќе се направи чист, себе си и домот свој, па ќе ги земе 2 козела или јарца и ќе ги постави кај вратата од скинијата на собранието, односно кај вратата од првиот шатор, кај вратата од светињата. Значи на во самото предвори, пред светилиштето. Пред лицето Господово. И тога што ќе направи Арон? Ќе фрлиш ждребка за 2 козела. Една ждребка за Господ, а другата, овде се вели, за отпуштање. И да го доведе Арон козелот на кој паднала ждребката за Господ и да го принесе како жртва за грев. А козелот на кој паднала ждребката за отпуштање, или Азазел, тоа бил оној јарец кој што се бркал во пустината, откако врз него ќе бидат положени сите гревови на Израел, да го постави жив пред Господ, за да изврши над него обред за очистување и да го пусти во пустината за отпуштање. Много интересно. Ждребка за земјата, ждребка за 2 јарца. Памтите нешто друго што се одредувало во Библијата со ждребка? Што имаме таму? Раде, што рече спомна? Аха, добро. Имаме случај, интересно, значи имаме случај незнабошци што фрлаат ждребка, како и римските војници за Христовиот хитон, да, кој што не можеле да го поделат, бидејќи бил цел од едно парче. Ова е многу интересно со Јона.
Фрлаеш дрепка за шо? Со дрепката да покаже заради кого им се случуваат проблемите на патувањето. Многу интересно. Што е ова? Суеверие? Или исправно верување? Во Новиот Завет, освен оние текстови кои што зборуваат за ждрепката на војниците, кои што се проречени и во псалмите, пример Матеј 27 глава, во Новиот Завет, сега, повеќе го става фокусот каде што Божи луѓе фрлаат ждрепка. Каде имаме фрлање ждрепка? Да. Се поставя прашањето дали ждрепката е битна или битен начин на одлучување, битен начин на избор или не. Библијата споменува фрлање ждрепка некаде дури и по Божија заповед, така? Апостолите го избрали наследникот на Јуда по пат на ждрепка исто така. Еве, например, да поставам едно прашање, логично. Зошто црквата, кога треба да, наместо да има избори, зашто не фрлаш дрепка да види кој ќе биде старишин? Зашто не се фрлаш дрепка да се избере председател? Значи, точно. Дали за секоја ситуација, за секој избор, за секој проблем е мудро и паметно да го решаваме со ждрепка? Се разбирам. Може, пример, со ждрепка да се решава, не знам сега во која црква да влезе, а ќе фрлам ждрепка. Или не знам дали треба да го празнувам седмиот ден или некој друг ден, ќе фрлам ждрепка да видам. Пред тоа ќе се помолам на Господа, ама ќе фрлам ждрепка. Дали бирате брачни другари по ждрепка? Дали бирате работ, професии по ждрепка, школи и така натаму? Постојат многу ситуации во животот кај што треба да одлучува нашиот разум. И кај што не е мудро да се прибегнува кон ждрепка. Еве ги споменав службите во црквата. Секако е по-мудро, постојат упатства за црковните службеници. Значи, прво, кандидатите да ги исполнуваат тие услови. Друго, во мноштвото советници е мудрост. Рекол мудриот Соломон и Светото писмо, чие што зборови се дел од него. Господ може да работи преку изборот на верниците, нивните совети, нивните приговори, нивните упатства. Значи, да влие разумот кога се бира човек за некоја функција. Меѓутоа, сакам да откриеме зашто е битна ждрепката. Зашто апостолите фрлиле ждрепка за да го изберат наследникот на Јуда? Зашто не решиле? Ајде видиме, да гласаме кого да избереме на местото на Јуда. Да го почитаме тој текст. Би сакал. Кај се наоѓа? Да, Дела 1 глава, пред да го примат Светиот Дух, односно пред Педесетница. Да го прочитаме. Еве, ќе почнем да читам уште од 12 стих. Нема да ми замерите. Подолг текст може би, меѓутоа да го опфатиме по широкиот контекст.
Тогаш тие се вратија во Ерусалим, откако Господ се вознесе, тогаш се вратија во Ерусалим од планината наречена Маслинска, која се наоѓа близу до Ерусалим, колку еден саботен ден одење, и кога дојдоа, се искачија во горната одаја, каде што престојуваа. И сега споменате сите по име. Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов, односно Јуда брат на Јаков, од Јудиното послание. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. И во тие дни, тие дни, кои се тие дни? После вознесението, а пред Педесетница. Тие 10 дена. Во тие 10 дена. И во тие дни, Петар стана меѓу браќата, а беа се собрале околу 120 души. 10 пати повеќе од бројот на апостолите. Беа Христови следбеници пред Педесетница. И рече: мажи браќа, требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исус. Зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од оваа служба. Но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничком, прсна по средината и се истори целата негова утроба. Тоа е начинот на кој што Јуда завршил. И тоа им стана познато на сите жители во Ерусалим, дека таа нива се нарече на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано: домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово друг да го прими. И ова е во контекст на една поранешна тема. Ова е пример на апликација. Ако свртиме таму во псалмите, ќе видиме дека баш овој текст не се однесува за Јудас, се однесува за нешто друго, но тука Петар го применува на Јуда. 21 стих. И така, еден од овие луѓе што беа со нас за сето време, откако дојде и си замина од нас Господ Исус, значи мора да има услов кој да биде наследник на Јуда, некој што цело време бил како и другите апостоли, живите, сведок на Христовите дела, на Христовите зборови, кој што бил во тоа пошироко друштво, така да речеме, иако не бил дел од 12, но бил во Христовото друштво. Сите тие 3,5 години. Тука имаме, значи, еден разумен услов, што Петра го поставил. Почнувајќи, вели, од крштавањето Јованово, значи, дури од каде, требало да биде сведок на сите овие настани, па до денот кога се вознесе од нас, значи, до некна, треба да биде сведок со нас за неговото воскресение, најбитен услов од сите Христови дела, да биде сведок и на Христовото воскресение, за да биде апостол на местото на Јуда. И поставија двајца. Значи, имало кандидати. Веројатно, дали само тие двајца ги исполнувале овие услови, не знаеме. Но да речеме дека поставија двајца, да речеме дека ако имало и трети, четврти што ги исполнувале условите, не сакале, да речеме. Јосиф наречен Варнава, а по прекар Јуст, или, што значи Варнава на арамејски син на утеха, а Јустус на латински праведен. И некој си друг Матеј, кај пишува Варсава во Константинов? Варсава пишува? О, интересно. Ке проверам после в оригинал. Ова разлика не сум ја знал. Потоа се помолија и рекоа: Ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден кого си го избрал, за да прими дел од оваа служба и од апостолството од кое отпадна Јуда, за да си отиде на своето место.
и фрлија ждрепка за нив. И ждрепката падна на Матиј и тој се вброи кон 11 апостоли. Зошто ждрепка? Зошто апостолите не рекле вака? Имаме двајца кандидати, брака и сестри, ајде сите, цела црква, 120 души да гласаме. Зошто не рекле така? Зошто било битно, значи, да се фрли ждрепка? Било битно да се фрли ждрепка, а не демократски да се избере, затоа што се работи за Господов избор. Ждрепката представува еден вид знак на Господовиот избор. Само Господ има власт над случајноста. Или теоријата на синхроницитетот, или теоријата на хаосот, или разни други имиња што се обидувале да им даваат во, или теоријата на акаузалност, значи некаузалност. Разни имиња што се давани, како човекот се обидувале луѓето да завладеат со случајноста. Но не може. Не може да се стави под контрола. Фрлањето ждрепка под човечка контрола. Може би таму лотарија, тие машините, може. Не знам, не навлегувам. Тие не се Господов изум. Но простото, обично фрлање ждрепка не може да се стави под никаква човечка контрола. Тоа е само Господов избор. Кој ги избра апостолите? Господ. Кој требало да биде на местото на Јуда? Некој? Тоа е тоа. Јуда не беше избран од Господа. Беше или не беше? Малку дискутабилно прашање, еднаш читавме стихови кои што сугерираат како да бил, меѓутоа малку по длабоко кога ќе навлеземе и со помош на Копричот на вековите видовме дека не е. Господ ги избра апостолите. Ждрепка требало да фрлат затоа што само Господ бира апостол. Црквата не го бира. Тоа е многу битно прашање. Само Господ бира апостол, црквата не го бира. И некако така тоа си останало, дека црквата не ги бира епископите, дека епископите, почнувајќи од апостолите, ги одредуваат своите наследници. И така тоа останало до ден денес. Местната црква не го бира својот ракоположен проповедник, туку тој е поставуван од организацијата и така натаму. Тоа не е толку битно. Битното е што ждрепката представува знак на Господовиот избор. И дури мене ме воодушевува малку што и тие незнабожци на бродот со Јона фрлаа ждрепка, затоа што како да предосеќа дека тука треба некоја поголема од човечката мудрост, поголема од човечката сила да одлучи, бидејќи самите луѓе не можат да одлучат. Не можат да одгатнат што е проблемот. Зошто е ждрепка за двата јарца на Јом Кипур? Повторно тоа. Господ да одлучи. Дали е ждрепката добар метод за избор или не? Не кога се работи за наш човечки избор. Да, кога се работи за Божи избор, но, повторно, не за работи за кои што Господ веќе се произнел во своето откровение. Значи, не може да фрламе ждрепка за работи кои што Господ сака да ги разбереме со нашиот ум. Пример, која е вистинска наука или упатствата што ги поставил самиот тој за избор дури на црковни службеници. Правилата што тој ги поставил
за функционирање на црквата, тука нема дрепка. Господ веќе се произнел, постои јасно, разумно откровение. Тука немаш дрепка. Па и за они работи за кои што не е јасно, не се произнел, Господ сака да расудуваме според вистината што ни е откриена, значи и при изборот на црковни службеници, например, затоа што црквата е таа што ги бира тие службеници, а не директно Господ. Но има работи каде што директно Господ бирал и сакал само тој да одлучи за тоа, и тие моменти во Библијата се наведени само како повеќе како исклучок и многу ретки случаи. Не знам ако ги побараме во Библијата сите случаи каде што по Божја волја се фрлаш дрепка или каде што некој од Божјиот народ фрлаш дрепка, мислам дека е многу малку. Целата Библија е многу малку. Има многу малку вакви примери. Но понекогаш, ако се наоѓате во некоја тешка дилема, која што не може поинако да се разреши, која што не е врзана со познавање на Божјото откровение, за која што не постои такво откровение, пробајте, нема да биде лошо да го решите проблемот или дилемата со ждрепка, откако прво ќе се помолите. Но, внимание, за кој случај тоа? Да не биде изговор за отфрлање на вистината или изговор за непостапување според Господовите инструкции кои што веќе биле откриени. Како за црквата, така и за нашиот поединечен живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.